и го вративме подкупот на гласи, како никогаш. Може да ви кажам честно, освен Левица и Гром, све друго купува гласови. Во обвинителството има посебен обвинител кој што се бави со изборни нерегуларности. После пресконференцијата и доказите што ги дававме, што е тоа што чека обвинителство? Може да ми кажете? И како е постизборно? Постизборно. Постизборно. Да. За некој постизборно значи формирање влада, за други значи избор на нов председател во сега само се спремаат ќе бира нови председатели. Кој како си сака така? Кој како треба? Вие поднесовте тужби. Па, поднесовме тужби. Да. Како викаше Велја Илич? Да крадуцкате помало па да вас разумем, али многу бер крадете. И овие многу краделе. Да. Добро, да почнеме од тоа што техничкиот премиер Талат Џафери денес исто така излезе на пресконференција, по долго време го немаше во јавноста. Зошто искочил? Па вели се врши изборен инженеринг. А и стварно? Да, вели техничкиот премиер Талат Да Џафери. не паднал од Марс случајно он? Па не знам, вели дека добил извештај за изборен инженеринг со цел менување на соодносот на бројките во собранието преку политички договор на маса. Вели во својство на премиер на владата, сакам да ги информирам сите граѓани како одговорен за успешноста на изборниот процес, имам добиено извештај од учесниците во изборниот процес за вознемирување во однос за обиди за изборен инженеринг со вон институционален партиски договор за гласање и надгласување во ДИК во однос на симптоматичните приговори од страна на учесниците на изборите. Требало да се смени политичкиот сооднос на бројките во собранието и така натаму се фрлало дамка на кредибилноста на изборниот процес. Па зар е могуче тоа? Зар е можно тоа? А иначе премиерот Талат заедно со неговата партија многу придонесува за да биде кредибилен процесот. Па да, особено по некој така. Може да каже дека не правеле подкупи, не нуделе пари. Таму ДИК не префрлаа гласови од мојата партија кај неговата. Тоа не праве, не. Инженеринг им се правело на другите, а? Па по туѓ задник 100 стапа се малку. Не, ама само потврдува тезата дека имало изборен инженеринг, ја потврдува вашата теза дека имало крадење. Александар, поразена е Македонија. Зошто е поразена? Поразена е затоа што после толку години го вративме бугарскиот воз и го вративме подкупот. Да, имаше многу. Нагласи, како никогаш. Може да ви кажам честно, освен Левица, од поголемиве партии, малите поголеми партии, освен Левица и Гром, све друго купува гласови. Се правиме будали? Да, купува се. И успешно завршени изборите, имаме министар за внатрешни работи. Еве сега да ја прашам. Има во обвинителството има посебен обвинител кој што се бави со изборни нерегуларности. Да. После пресконференцијата и доказите што ги дававме, што е тоа што чека обвинителство? Може да ми кажете? Има институции во оваа држава. Добро, што имаше на тие докази? Еве сега Како што има докази? Има докази уструга. за гледачите. Самка од 188 гласа, 182 гласа, после полноќ му се упишуваат само 8 гласа. Кај Добрила Андоновска. Во Чаир од 217 гласа и се упишуваат 27. Кај овој, како се вика, Љупчо Ристевски, од 248 се упишува само 21 глас. И како е можно? Па како е можно? Што тука? Што е проблем наредниот ден обвинителство да каже отвараме истрага, влегуваат во ДИК, дај да ги видиме ливчињата, како е стварно тоа точно, треба да име кој со крцкалици на раце ќе искочи надвор. И ние што збориме? Нема партија која што не збори за корупција. Нема партија која што не збори за криминал и корупција. А во изборите се подкупуваат гласови. Зашто збориме ние? Тие пари од која нива ги изорана? Од
Од жетвата ги собраа. Од бавчане кој што ископале, па им родила многу. Од кои пари се? Од тој буџет извадени. Во живот еден глас, 4 пати победувам на избори, еден глас никогаш не сум купил. Еден глас. 8 пат учествувам на избори. А има некои што се навикнати стално да купуваат гласови. Зашто постои во оваа држава државна безбедност? Зашто постои обвинителство? Зашто правиме техничка влада и министер за... Абе еден глас, зашто да ми се украде еден глас? Зашто да се смени волјата на народот? Добро, ако добро Дуи сега што? Дуи сега ќе им го елиминираат Пуцко, нема да му дозволат да биде главна опозиција. Дуи се обрука на јавна сцена тотално. Джабе сега прети, джабе што? Си го кажавте своето. 22 години сте во власт, повикуваш, ако си муслиман, немој да искочиш да гласаш. Чекайте бе вие. За овие 22 години и министра за одбрана, сите табу теми ги срушивме и ги ставивме на страна. Само во интерес на соживотот. И министра за одбрана, и министра за правда, и министра за надворешни работи, и министра за финансии, и премиер, и председател на собрание. Све сте добиле. И вие, ако може, бит на карика од власта, да не се избере председател на држава. А сте актуелна власт и имате премиер во државава. И па гледате, ако може, битна институција во државата да не функционира во услови кога имаме војна на 1000 километри од овде. И сега со сила притискаш ти да си бил во власт, види, ти си победил таму. И за мене, дали тоа е СДСМ или ВМРО, апсолутно подршка имат да дојдат да му кажат, благодариме, твоето учество овде заврши. Ти покажа недржавнички капацитет. Ова е недржавничко однесување. Апсолутно. Јас Сали Ахмети го сметам за многу искусен политичар и искрен да бидам, јас реално немам слушнато од него лоши зборови, запалеви зборови против македонците и така. Што му требаше оној кикс со УЧК на плоштад? Зошто му требаше тоа? После толку време учество во власт, он со скандирање на УЧК. Практично власта ништо не променила кај нив да се... Ја не знам, граѓаните дали гледат промена во моето политичко однесување. Значи, од едно, не може да кажам агресивно, доста оштро однесување, со тешки зборови употреба во политичка. Јас се менувам риториката, нормално. Старееш, созреваш, ги гледаш работите на поинаков начин, може да се кажат. На што личи тоа ти да сповикуваш на воени формации и натаму, после 22 години учество во власт. А што тебе ти недостасува власта? Што викаат црногорците, а не знам ти друго ради без да будем у власти. Ќе научиш. И тука ВМРО треба цврсто да остане на власт. По цена на било каква цена. И мене ми е многу драго што ние македонците изскочивме и ја изгласавме Гордана. Гордана сакал народот да биде Силјановска, у реду, искочивме и ја изгласавме, не дозволивме државата да нема председател. Да, и сега се ме покажа тука визија. Точка. Сите ние искочивме, кажем, не може да се играте, доста се играте. И да повикуваш, ако си муслиман, немој да искачеш. И сакаш да бидеш у власт. Не те сакам, едноставно, као граѓани не те прифаќам веќе. Ти ништо не си научил за овие 22 години. Те власта ти си ја користил за нешто друго, не ти за да ги релативизираш, да ги релаксираш етничките односи во државата. Не, него да ги држиш цело време во една тензична ситуација, па и да ги користиш. Ако си муслиман, немој да искочиш. Да. Каде бе тоа вие, бе? До каде мислите вие со вашата политика? Едниот ќе оди по памет кај Курти, другиот ќе оди во Тирана, третиот ако не си муслиман. До кај мислите вие додите со тие ваши деструкции? Добро, ја платили СДСМ цената за ваквото однесување на... Не ме интересира СДСМ. Јас имам моја партија. Дали ја платили или не, СДСМ треба да научи нешто.
Тешко. СДСМ сака да ги направи сите предавства на овој свет, они да ги направат и сакат да добијат власт. Како ќе ја добиеш? Па СДСМ реално ги изгуби изборите и 2020 година. Не го зема, ја зема Беса у коалиција, да не беше Беса, не се им беа изгубени изборите. Немаш ти нон-стоп што треба да се предаде, да се изработи, абе дали си во право или не си, народот не ти го прифаќа, како не знаеш. Види, ја ќе се спуштам по водопадите на Нијагара и ќе останам жив. Па еве нема да остане жив. Ти цело време по Нијагара сакаш да се пушташ. Пуште се. И второ, кога си на власт, не се фаќаш нешто да помрднеш да работиш, цело време само гледаш, денеска само телефонот гледаш дали ќе се јават од Брисел, или од амбасадата, или од Вашингтон. Тоа ви е целата работа. Но, еве, не сакам да ги коментирам, они си имаат, си прават анализи. Добро, да се вратиме на тоа што почнавте да го кажувате. Значи, спомнав тебе за вчера, јас ги гледав тие на вашата пресконференција, може да најдеме да ги пуштиме барем тие делови кај што се споредбата на гласовите. И од левица се крадени гласови. Значи, ова они го правеле секој изборен циклус. Малите партии немаат наблюдувачи. И они, пазите ги преварантите каде тоа го прават. Тоа го прават во ДИК. Ти даваш приговори на избирачкото место што се случува. Значи до 19 часот и после по броењето. Но не даваш ти приговор од кај да знаеш дека бандитите седеле во ДИК. Евеки. Ајде гледајте. Ова е во чај. 217, колку се пренесени? 28. На 3 места имаме ние 600 кусур гласа. Еве го гледате. Да. Ај гледај, сега вака. Ај погледнете го Блерин Беџети 5971. Ај погледнете колку има гласови Ероски. Изет Меџети. Не, Блерин. Ај Блерин 6160. Таму колку пишува? 5977. Така? Да. Ајде да видиме Влен. Кој број Влен? Влен. Вамо колку гласови има? 8395. Колку има вамо? 8563. Што правиме? Плачел тала, жафери, нели? Инженеринг се правел. Како имало сега поголеми мајстори? Па како беше од тоа што ти... И на СДСМ им е скратен еден глас и на Ама нив еден, пази, еден. На ВМРО му е додаден. Додаден, не, еден. Не, ствари на ВМРО му е скратен. Еден. А гледај на левица исто, ај погледни кај левица. Кај левица? Димитар Апасиев, ете го, петката е. 337, врати назад. Го сменивте? Чекај, врати назад. Абе, еви, гледај тука, Амар Мецинович 556, Левица 367. Овдека е... Апасиев 337. Да, вамо колку е? 169. Што е? Што сакам да... Ова е само во Чаир. Абе, како што ми кажувате, ви, И плачел талат, види инженеринг. Па сега баче се собраат, твоите методи ги користат. Сега ќе видиш како изгледа. Да, може да изгасиш. Апсолутно нека не е точно, обвинителство треба да отвори истрага. Но вака се зашто ова е слуши? записникот. Сега овој министерот што е за внатрешни работи, зашто го ставивме таму? Зашто е он технички? Требаше да седи Оливер Спасовски уште. Он е ставен за овие работи. Да. За да Што не побара од обвинителство да влезе и да ги преброи? Може и вие да побарате? Па ние ќе одиме утре за таа работа. Да се отвори кутиите, да се отворат и да се... Ова е на претседателските избори. Овие секој изборен циклус ова истото го имаат правено. Тамо во ДИК човече додаваат од земја на колку му треба. Абе гледаме ние на овакво ќе дојдов јас како претседателски кандидат до 5200 кусур, оп на 4700 ме вратија. Па дојде 5500, па врати назад. Тие цело време калкулираат, цело време вратат, додават. И сега најдеш ВМРО се чуди како бе ние многу гласови добивме. Ти гледаш Влем, Растор прават, овие прават сите Растор. А ти се чудиш како ова. А сите викаат, бе Стефче, за тебе гласавме. Што е ова што се случи? Добро, имате некоја предпоставка колку вака гласови би можеле да Хајде да ги знаеш ти. Ова е од 3 избирачки Па тие места... во ДИК испаѓа, во ДИК сме ги избрале, не они законот да го спроведуваат. Тие во ДИК сме ги избрале, ние за да прават малверзации.
Па ја не сакав пред тоа да зборувам, па катастрофа. Кога ги собиравме уште подписите, нема јасно дефинирани правила како ги собираат подписите. Ти си почнал да собираш подписи, он вика, чекај, може и кај нотари, ајде кај нотари, собираш кај сите нотари, чекај, не, за град не може само за општината, што е, чекај, нотарот во град Скопје е за цело Скопје, не е само за општина Карпош, таму секој може да иде. После тие подписи не ти важат. Секој ден нови правила даваа. Како може тоа така? Како може да не се дефинираат доколку некој не сака да го потпише тој договорот за рекламирање, неке ние го молиме и последен ден све тоа исцрпување, секој ден, до каде го молиш Пасиев, дај да потпишеме договорот, он не го потпишува. Што има да потпишувам јас со него? Дик треба да ми каже колку мене ме следуваат реклами, толку рекламите се, дојде овде, потпиши овде дека те следува толку, донеси ми договори и завршено. Што ме тераш да потпишувам со него, па некој неке, па не знам ова, па се инатат, па не зашто. Тој треба да ги уреди правилата на однесување.